Најави за денешните настани. СВР ги интензивира сообраќајните контроли. Граѓаните се жалат дека брзо се вози по Охридските улици. Државата ќе ги урива дивоградбите во заштитени подрачја. ТВМ со македонците во убавото село Шулин во Мала Преспа. Ој љубов, љубов, староградска пловидба со Билјана на Петровден. Врховниот суд на САД ги одобри масовните отпуштања во администрацијата од страна на Трамп. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно сончево, ветровито и посвежо време со локална облачност со максимални 26 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро, ветровито и посвежо време со остаен пат на ноќните температури. Во најголемиот дел од европскиот континент, утре ќе доминира поле на висок воздушен притисок кој што донесува стабилно време. Северна Европа е под влијание на циклон со центар кој се наоѓа над Русија, кој условува нестабилно време со локални врнежи од дожд и грмотевици. Балканскиот полуостров останува под влијание на висок воздушен притисок што резултира со стабилно, суво и топло време. Само во северните и источните делови се забележува развој на нестабилност со можност за локални врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 21 до 33 степени. Во Македонија во четврток, по свежото утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 6 до 17 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и посвежо време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 50 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 20 до 31 степен. УВ индексот ќе има вредност 6. Во Охрид во четврток, по свежото утро и температура од 12 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен ветер со брзина до 40 км на час. Максималната дневна температура ќе достигне до 24 степени. Во Охрид во петок и сабота, по свежото утро со температура од 13 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимални 26, односно 29 степени. Во недела повторно настапува сончево и потопло време со дневна температура која што ќе достигне до 32 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Сообраќајните контроли на магистралните и регионалните патишта на полицијата на СВР Охрид се интервенирани во текот на летото. Засилените полициски контроли покажуваат дека многумина од возачите не го почитуваат законот за безбедност на патниот сообраќај, посебно во поглед на надминување на дозволената брзина. Со почетокот на главната туристичка сезона значително се зголемува фреквенцијата во сообраќајот во градското подрачје на природните патишта кон Охрид и кон плажите. Топлото време, гужви, нервоза, намалена концентрација, употреба на мобилен телефон зад воланот го зголемуваат ризикот од несреќи на патиштата. Во текот на јуни во Охрид се случиле 35 сообраќајни незгоди. Повредени се 30 лица, 10 со потешки телесни повреди, 20 со полесни, додека едно лице го загуби животот. Граѓаните се жалат дека се вози брзо и не се почитуваат сообраќајните прописи и сигнализацијата. Очекуваат полицијата да биде поригорозна. Да, се вози брзо, треба да се почитуваат поставените сообраќајни знаци и да се вози брзо и покрај туристичките места. Законите треба и како да бидат пооштри законите, затоа што друго чаре нема. Ние македонците сме така навикнати. Ако не репна по џепо, тогаш ќе се свестиме. Ви сте многу брзо се вози, отворено да ви кажем. Пусна пешачки, ви сте и ние сме криви некош, ама некош треба да застане ти пешекот, ама и колата. Засилените полициски контроли ги потврдуваат ставовите на граѓаните дека многумина од возачите не го почитуваат законот за безбедност во патниот сообраќај, посебно во поглед на надминување на дозволената брзина. Сообраќајните контроли на магистралните регионалните патишта на подрачјето на СВР Охрид се интензивирани во текот на летото. Полициската станица за безбедност во сообраќајот посебен фокус и внимание посветува на регионалниот пат Охрид Свети Наум, како и на автопатот во изградба Кичево Охрид.
Она што е многу важно е да се потенцира дека СВР Охрид и полициската станица за безбедност во патниот сообраќај ги слушаат апелите на местното население. Информациите кои што допираат до нас се во насока на потреба од зголемена присутност на полицијата на овој патен потек пред се и ние сме тука тоа да го направиме, но не само поради нивните барања, туку и поради нашите согледување дека овој патен потек, значи регионалниот пат Охрид Свети Наум, е место каде што во изминатиот период се случиле повеќе сообраќајни незгоди, од кои што дел од нив завршиле и со жртви. Последната се случи во текот на март оваа година, кога моторциклист за жал го загуби својот живот. СВР Охрид преку одделот за превенција реализира околу 100 превентивни сообраќајни кампањи кон сите целни групи на учесници во сообраќајот, возачи на патнички, други моторни возила, мотоцикли, велосипедисти и се разбира пешаци, со цел подигнување на степенот на сообраќајната култура и јакнење на свеста кај сите учесници во сообраќајот да внимаваат при управување со возилата. Таму каде не допира едукацијата и апелите се применуваат казни. Глобите за надминување на дозволената брзина се движат од 20 до 400 евра. СВР Охрид од почетокот на оваа година заклучно до месец мај има поднесено околу 3000 прекршочни платни налози кон сторители кои ги прекршиле одредбите од Законот за патниот сообраќај. Државата ќе ги урива дивоградбите во заштитените подрачја. Министерството за транспорт и врски денеска објави тендер за избор на фирма за уривање дивоградби. Како што велат од Министерството за порталот Сакам да кажам, тендерот се однесува само за дивоградби од А категорија во заштитените подрачја. Тендерот е објавен за да бидеме спремни за можни ситуации. Ова го правиме затоа што во Охрид за заштитениот дел има дивоградби, па за да има фирми да може да се постапува. Идејата е да имаме спремен тендер да може да се постапува кога ќе има потреба, велат од Министерството за транспорт и врски. Постапката за уривање ќе ја води Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, кој е под надлежност на Министерството за транспорт и врски. Во фокусот ќе бидат дивоградби долж Охридското крапјеже, кој општина Охрид со години не ги урива. Ој љубов, љубов, староградска пловидба со виз Билјана на Петровден. И годинава по 6-ти пат во рамки на алтернативното културно лето што го организира културолошката иницијатива 5 до 12 на празникот Петровден 12 јули сабота ќе се одржи еден од најавтентичните настани во Охрид, Ој љубов, љубов, староградска пловидба со виз Билјана. Традиционално во 17 часот и 30 минути на плажата Канео е збирното место на сите пловни објекти, исклучиво со веслање. Се плови до старото пристаниште Островче и во 18 часот и 30 минути настан може да се посети и од копно. Дојдете и оваа година во еден глас да ги спееме сите охридски македонски песни и да останеме доследни на нашето, од традицијата подарено, велат организаторите. Носи кацсега превентивна активност на СВР Охрид. Одсекот за превенција при СВР Охрид вчера 8 јули ја реализира превентивно-едукативната активност Носи кацега наменета за лицата кои управуваат велосипеди, мотоцикли и електрични тротинети. Целта е јакнење на свеста кај учесниците во сообраќајот за внимателно и одговорно управување со овие средства во сообраќајот. Тие беа информирани за законската обврска, но и за придобивките од користењето на заштитна опрема при управување со нив. Во директни контакти со овие учесници во сообраќајот, покрај кратките совети им беа поделени летоци со практични совети за неопходноста од носење заштитна кацига, користење на означените велопатеки доколку ги има на коловозите, почитување на пропишаната брзина на патиштата, грижа за одржување на техничката исправност на мотоциклот, мопедот, велосипедот или тротинетот, односно почитување на сообраќајните правила и прописи како основен предуслов за зголемена сообраќајна безбедност. Во Мала Преспа, Република Албанија, во 9 села организирани во општината Пустец живее македонско население. На неколку минути оддалеченост од административниот центар се наоѓа селото Шулин или Безмиште. Во ова питомо и убаво место се испреплетуваат историјата, традицијата, македонскиот менталитет со тешкиот живот и желбата за подобра иднина.
Мала Преспа, на југ од Преспанското езеро, е единствената област во Албанија каде во 9 села живеат само македонци. Тоа се селата Туминец, Горна Горица, Долна Горица, Глобочани, Шулин, Пустец, Леска, Зрновско и Церие. Сите села во оваа области припаѓаат на општина Пустец. Нејзината територија се совпаѓа со Националниот парк Преспа, односно водната долина на Преспанското езеро опколена со планински венци. Ова е тивко, убаво и питомо езеро, а е поделено како и македонскиот народ. И со граници поделениот народ што живее на бреговите на ова езеро ја има истата карактеристика на питомост, ист менталитет, јазик, култура и љубов кон татковината, но различна судбина, ке напише публицистот Славе Катин при својата посета на Мала Преспа. Во општина Пустец живеат 5200 жители по националност македонци. На само неколку минути оддалеченост од административниот центар на општината, селото Пустец, се наоѓа селото Шулин или Безмиште. Тоа е едноречиси напуштено селце, каде емиграцијата оставила едва и 500 жители. Па селото моментално са околу 150-200 жители, постојано што живеат, али во 90-тите години стигна до кај 600-700 жители, а старото село, кај што се наоѓаме сега, стариот Сувин, броеше некаде 700-800 па преку 1000 жители. Спрема податоци, тога имаше некаде 70 на куќи, по 40-50 жители како живееја тога. Беше огромно и денес старите шулинци, да кажем, од пред 300-400 години ги наоѓаме по некои села од Корча, планински, како Ложани, некои села во Либрашт и така натаму. Обичајно за ово село е дека е од најстарите села во Преспа. Речиси во 70% од Мала Преспа има населени од Шулин. Македонците во овој дел на Албанија се признати како македонско национално малцинство со право на образование на мајчин јазик. Македонскиот јазик се користи и во општинската администрација. Првото училиште на македонски јазик во Шулин е отворено по Втората светска војна во 1946 година. Прв учител бил Перо Поповски од Охрид, кој со посветеност предавал и на деца и на возрастни. Македонците активно се вклучени во општествено-политичките процеси и се обидуваат да ги подобрат условите за живот. Мала Преспа е еден од економски најсиромашните предели во Република Албанија. Населението во минатото се занимавало со риболов, земјоделство и сточарство во примитивни услови. Голем број од жителите на Мала Преспа на пазарите во Битола, Охрид и другите поголеми македонски градови продавале разна стока како маслиново масло, коњак, скендербек, цигари и разни земјоделски производи, сушена риба, рачни изработки. Во денешно време младите се иселуваат и работат во големите албански градови и во странство. Во 1990 година, кога во демократските процеси во Албанија, голем дел од младината се иселе од тука во Република Македонија, во кампот во Царина. И од тога па натака трае тоа иселување, како и секаде низ Балканот, така што денес, за жал, ако во нашите училишта тога, ево во Шулин, во училиштето, јас ко бев во 80-тите, 70-тите, 80-тите години броеше некаде 50-60 деца, сега за жал годинава се затвори училиштето, па 50-60 деца не можеме да собериме во цела Преспа, како во едно село. Приближно ситуацијата е слична како во селата во Република Македонија, нешто подобро е тука, затоа што луѓето не го заборават огништето, се гради, како што и вие ќе видите, симе уредени дворчина, куќарина, се идат за викенди, за празници. Селото сега, од секогаш страдеме за вода, сега имаме 24 сати вода и убо, малци со струјата е проблематично, но мислам дека и тоа ќе се среди. Така што на еден начин заедно со локалните власти сакаме да обезбедиме некој си нормален живот, барем ако не поќе за старење, за
пензионираните да се вратат оние последните години од неговиот живот, да ги помине тука на родниот крај. И па токму затоа треба да створиме и услови за таа работа, да има во селото инфраструктура, вода, пат, канализација, сите работи, па белчи ќе заприме и оние млади што се останати, барем да има услови да се предомислат и да останат тука да живеат. Локалната власт прави напори за развој на туризмот, бидејќи селата во Мала Преспа пленат со недопрената природа, чистиот воздух, традиционалната храна и гостопримството на луѓето. Во организација на општина Пустец, традиционално на 30 мај со низа активности се означува туристичката сезона. 10-та година поред се одржува манифестацијата Преспанско културно лето со поддршка од Министерствата за култура на Република Македонија и Албанија. Иницијатор на оваа културна манифестација е актерот од Скопје Едмон Сотир. Па во тоа културно лето иде и видни фигури од Албанија, од полето на културата се разбира, како тенорката Инва Мула. Мислам 2-3 пата е дојдена и тоа одржува некоја представа на островот Малиград. Таму има една добра црква, Света Богоројца, што датира од 14 век. И се повеќе посетеноста, имаме голем дел на посети од Македонија, значи да не кажам, ево ние ја живеем, работам во Охрид и мало и си ја промовирам нашата како туристичка рекреација во Преспа и дестинација, се извинувам. И голем дел од Охрид, од Ресен, од Битола, па и од Скопје за викенд, ако помините некогаш по кафаните тука, по устет Зрновско, ќе видите само регистрација од Македонија, што вкусве она традиционалната тава од крап Преспенска. Имаме многу убави готвења тука, јадења традиционални. Се разбира, сиронката готвиме во најдобар ред, она блашицата што виќе по-охридски. Иако е најмала во државата, општина Пустец има голем потенцијал за привлекување повеќе домашни и странски туристи. Туризмот може да стане двигател на локалниот економски развој, но неопходно е вложување. Јас сум и советник во Советот на општина Пустец. Заедно со Советот, со општината, размислуваме на многу проекти. Тоа што е битно, се подадени голем број проекти. Битно ни е сега, ево, и во Шулин, да се заврши проектот на канализација на црните води, па после да се префрлиме на асфалтирање на улиците ни селото. Кој ќе видите, не се асфалтирани улиците ни селото, оно што на кочи е да заврши процесот на канализација, водоводот го средивме и така мислам ќе има услови за живот и понатака за рурален туризам, па тоа ни е и основа руралниот туризам, куќниот, домашниот туризам да се развиет. Да почнеме да развиваме мали мини задруги за производство на биохрана. Сточарството тука има бидено во голем дел развиено. Македонското население во Мала Преспа се православни христијани. Празниците се слават со голема радост и почит, со големи црковно-народни прослави. Тие го обединуваат населението и преку нив се одржува врската со македонските обичаи и духовното наследство. Православните обреди меѓу етничките македонци во Мала Преспа биле тајно практикувани и во минатото кога било забрането секакво верско делување. Издржале секакви предизвици кои им ги наметнала историјата, ги обновиле разрушените цркви и изградиле многу нови. Во селото Шулин има 2 цркви, Свети Никола и Свети Ѓорѓија, и култот кон овие светци е многу силен. Свети Ѓорѓија се слави во село Шулин, се слави во Глобочани, се слави во Томине, се слави и во Долна Горица. Така ова не е само селска слава, туку е на цела Преспа слава. Ова црква е изградена на 1920 година. Како сите цркви, во 1967 година црквите се рушија, ама да му благодариме на Господ што ова црква остана и ова од 67 до 90 година црквата била како магазин или како културен дом. На 1990 година со помош на
Битолската митрополија со помош на Корченската митрополија и самите селјани ја обнови оваа црква. Иницијатори беа постарите во селото што беа, било мажи, било жени. Оти тие традицијата се чувале без разлика на 64-та, 66-та што се растори црквата, во душата негова духовноста постоеше. Имавме еден круг од старите генерации во селото, што ни ги кажуваат празниците дека немаме ние православен календар на тоа време. После 90-та година селото само доброволно си избра црковен одбор за да се изгради црквата. Прва почина да се гради Свети Никола. Црквата, славата на селото што имаме Свети Никола. Цело село со магариња, доброволно, никој финансиско средство нема, сиромаси бевме во тие години. Цело село се стана на нози, сами се изградија црквата Свети Никола. Љубовта за верата треба да се пренесува од генерација на генерација. Со посетата на Шулин откриваме не само едно село, туку и живо сведоштво на историјата и традицијата на Преспа. Во ова мало место луѓето живеат во хармонија со природата. Шулин е во срцето на Преспа, каде времето тече побавно, а вредностите на традицијата, верата, заедништвото, скромно, достоинствено и искрено се чуваат и негуваат. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно!